емисија Мој збор ни гостува професор доктор Елка Јачева Улчар и тоа на тема македонски јазик и неговата правилна употреба, колку правоговорот и правописот се значаен дел од медиумскиот простор, дали тие само го истакнуваат знаењето на новинарот и вештината во употреба на јазикот во медиумскиот простор или сепак имаат некоја поширока смисла и значење, особено во смисла на пренесување на некакво знаење и едукација на општата популација и на младите, а секако ќе ја зачнеме и темата за тоа од каде извира македонскиот јазик и каде точно географски може да се лоцира точката каде што најправилно се говори македонскиот стандарден, односно литературен јазик. Останете со нас во продолжение и проследете го нашиот разговор и ќе го дознаете одговорот на сите набројани прашања. Професор, ќе ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете моја соговорничка за новата емисија Мој збор. Со вас ќе продискутираме неколку интересни теми, да кажам теми кои што секојдневно се провлекуваат како дилема на нашите гледачи и гледам дека многу луѓе во однос на употребата на македонскиот стандарден и литературен јазик, особено во медиумите и во јавниот простор, имаат доста прашања во смисла дали е доволно добар јазичниот израз кога станува збор за правилната употреба на литературниот јазик и некако мојот впечаток е дека кога се намножија приватните медиуми и кога се мултиплицираше медиумската слика како кај нас, така и во западните, во поразвиените земји, некако отсуствува таа законска, можеби и етичка регулатива и должност на самите уредници, на самите новинари да се обврзат себе на стандардите на јазикот кои што го користат, на службениот, на литературниот, на државниот јазик. Мислам дека тоа и кај нас е така, ако до пред некои 20 години беше навистина убавина да се слушаат спикерите од јавниот сервис и од телевизиите кои тогаш беа нели присутни во нашиот медиумски простор, денеска имаме малку поинаква слика, ајде да не вреднувам, да не кажам дека тоа е некоја полоша слика, но поинаква слика. Каков е вашиот впечаток? Дали треба, дали се залагате впрочем за тоа да имаме регулативи, односно да имаме добро едуцирани новинари и ригидна, можеби уредувачка политика кога употребата на стандардниот и литературниот јазик во прашање? Во однос на ова што се случува денес, мислам дека денес во ова време во кое живееме, такво брзо, мислам дека многу малку се обрнува внимание на јазикот, за жал. Во медиумите се почесто среќаваме луѓе кои што буквално од клупа или од местото од кое што дошле се нашле пред камера. И исто така гледам и по овие портали, значи вестите се даваат без никаков филтер. Чисто мислам дека се преземени вести, пуштени само преку Google Translate и шлапнати, просто речено на порталите, без никаква корекција, без никаков ангажман на лектор. И сметам дека вината е главно во нас. И па и во тие луѓе што седнале пред камера или пред микрофон. Тие пред да седнат би требало малку повеќе да обрнат внимание на својот јазичен израз. Се разбира, тешко се достигнува тој стандард, но секој од нас, почитувајќи се себе си, па и професијата своја, би требало да има однос спрема јазикот, особено во такви случаи кога професијата ти е поврзана со јазикот и јазикот ти е практично основната алатка во работењето.
Така е. Се согласувам дека секој треба да има некоја лична одговорност и лично да ги доживува работите кога е својот настап и професијата што сме ја избрале да ја работиме во прашање. И она што се повеќе го забележувам во последно време, тоа е дека како да постои некој генерацијски јаз во поглед на воведување на нова фразеологија, на некои нови жаргони, сленгови. Дури се фаќам себе во некоја ситуација каде што не можам помладите кои што се 10 години помлади од мене веќе да ги следам во жаргонот што говорат. Тоа забележувам дека е присутно и на јавниот простор. Сега да не конкретизирам дека станува збор само за медиуми, меѓутоа и социјалните мрежи се дел од нашето секојдневие и таму ги среќавам и сленгот и жаргонот. Колку сметате дека тие се загрозување за стандардната употреба на македонскиот литературен јазик и на еден национален јазик воопшто, или сепак треба да им се одаде некое признание на сленгот и на жаргонот, затоа што тие следат можеби некоја генерацијска транзиција, па можеби се во поглед на духот на времето, репрезентативи некои го прекажуваат духот на времето и просто нашиот хабитус како живееме. Како ги вреднувате просто присуството на жаргоните и на сленгот во јавниот простор? Во определена мера мене тој јазик на младите некогаш ми е симпатичен, затоа што тој во принцип е многу подинамичен, многу поинвентивен, па и духовит, ако сакате. И сметам дека не може да биде загрозен стандардниот јазик ако почива на цврста основа, тој не може така и толку лесно да биде загрозен. Тоа би било, би можеле да зборуваме за загрозување или атака врз стандардниот јазик од страна на жаргонот. Во случај кога, да речеме, тој би се употребувал како доминантен во нашите медиуми или во нашето издаваштво или во публицистиката, мислам дека нема таква можност и практично секој јазик си има свој, не само македонскиот, туку секој јазик си има и своји такви жаргони, социолекти и така натаму. Така што и тоа е еден дел од богатството на јазикот. Лично немам ништо против. Го спомнавте издаваштвото и тука кога говориме за медиумите и јазикот кој што се употребува во издаваштвото, секако мора да заклучиме дека тие се меѓусебно испреплетани и во издаваштвото постои, да кажам, обврска на издавачот да ангажира лектор и лекторот да го прегледа четивото или не знам видеосодржината и така натаму што се издава, меѓутоа во медиумите се помалку во импресумот забележувам дека некој приватен медиум се ангажира лектор. Дали сметате дека тоа треба да се воведе како законска обврска, на пример, како во законот за издаваштво што лекторот е задолжителен дел од издавачкиот процес, да биде и во медиумите пред да излезе нешто во етерот да мора да биде прегледано од лектор? Мислам дека нема потреба од такво нешто, затоа што веќе во на новата верзија на Законот за употреба на македонскиот јазик, кој за прв пат беше донесен кај нас во 1998 година, а оваа година ја доживеа својата ратификација, туку доживеа нова форма, бидејќи сите закони го следат движењето на општеството, така и овој нашиот закон имаше потреба, тој од 98 година имаше потреба од негово подновување и внесување нови ситуации, така што во новиот закон сега стои дека секоја медиумска куќа, секое министерство треба да имаат лектор. А сега тоа колку ќе се оствари во практиката, тоа не можам да тврдам, но не, можеби не е ни на штета тоа да се воведе како некој член и во овој закон за медиуми, иако велам дека тоа веќе е регулирано со Законот за употреба на македонскиот јазик.
Така е, мислам дека и во првиот одговор на првото прашање почнавме да откриваме една нова тема која што се однесува на паралелната употреба на јазиците. Например, во ова време кога имаме технолошки подам, се повеќе англицизми некако или зборови од интернационално потекло, таа морфологија ја користиме. Во мое време кога јас бев тинејџер, да кажам, кога бев млада, имаше многу србизми, веројатно тоа и до географски детерминирано северните подрачја кои што се блиски до северниот сосед некако ги прифаќаат повеќе и таа фразеологија и тие зборови. Дали тоа може да биде штетно и дали, например, кој е односот на мајчиниот јазик со вториот јазик? Дали прво треба според вас да се запознае добро мајчиниот јазик, македонскиот јазик, па потоа да се оди кон запознавање со втори јазик, или сметате дека симултаното учење може да има некои придобивки? Тоа е прашање на психолингвистика. Луѓе што се занимаваат со тоа велат дека во таква ситуација, кога родителите се од различни националности зборуваат различни јазици, детето при усвојувањето на јазиците паралелно ги усвојува и двата јазика, но позајмува од едниот и од другиот јазик, и тоа ги позајмува секој пат покусите форми, зборовни форми од едниот во другиот јазик. Да речеме, дете кое што растело, ова е од пример што го имам слушнато, дете кое расте во средина со мајка македонка и татко американец, наместо да каже пиштол, вели ган. Так. И наместо, значи цело време зборува македонски, но кога ќе дојде за да се употреби конкретниот збор, тој го употребува покусиот збор. Или наместо седни, вели сит. Економизира со јазикот. Да. Дали е потребно, но тоа се нели исклучиви ситуации. Ние кога зборуваме вака генерално, мислам дека пред се треба да учиме и да започнуваме и во градинките да се учи македонскиот јазик. А има време кога ќе се научи и другиот јазик, пред се англискиот овде. Мене се повеќе, еве вака искрено да ви кажам, се повеќе ми причи кога ќе слушнам како некои родители ќе се пофалат како нивното дете, замислете, не ги знае боите на македонски, ама ги знае да ги каже на англиски. Мислам дека е тоа една таква претирана ситуација. Мислам дека тоа помалку се должи не само на тоа што нашите деца учат по 45 минути неделно, имаат некоја учителка по англиски која што ги учи тука некои песнички и бои и така основни поими. Туку мислам дека проблемот е во тоа што ние во нашата средина имаме многу малку говорни содржини на македонски јазик, многу малку емисии на македонски јазик, многу малку литература на македонски, и децата главно се сведени да гледаат цртани филмови на англиски. И тие се почесто гледам како, па и не само деца, туку еве и студенти, неодамна пред некоја година бев на еден собир на млади студенти од филолошкиот факултет, на една манифестација која што тие ја имаат наречено "Како си ми" или "Како си ми". И настапуваат таму студенти од сите групи што се студираат на филолошкиот факултет, меѓу другото настапи едно момче за кое што додека зборуваше со свој реферат, се разбира, додека зборуваше, за цело време имав чувство дека е тоа некое наше дете кое што се образувало некаде во Америка или во Австралија, така, значи имаше една типично англиска синтакса, па дури и изговор, па дури малку и во р-то и при изговорот на р, на т, ми остави впечаток дека тоа не е македонски изговор. И потоа, по завршувањето на таа конференција,
му велам извинете, вие од каде доаѓате? И тој вели од Скопје. Викам, вие сте роден во Скопје? Вели да. И вие тука студирате во Скопје за цело време и не сте имале никаков престој надвор? Вели да. И јас велам, па многу имате англиска синтакса. А тој мисли дека јас не му правам комплименти, ми вели, ви благодарам, професорке. Мислам, му објаснив дека не се работи за благодарам, туку дека всушност е критика. Дека е критика, дека еден човек израснат во Македонија е просто срамота да не си го знае својот јазик. Се согласувам. Она што исто така мене доста често ми создава дилема и вака во еден колоквијален и неформален контекст кој разговарам со своите пријатели, многу често се провлекуваат, можеби тоа се некои стереотипни форми кои што ги имаме прифатено за јазикот. Се вели македонскиот јазик е лиричен јазик и на македонски јазик можете да ги напишете најубавите, например, песни, затоа што има така украсен, доста и богат со придавки јазик. Од друга страна, доколку сакате некои по-наративни, да кажам, експреси да имате, користете го српскиот, за германскиот се вели дека е технички јазик, па дека е тој добар за наука и за филозофија. Дали се тоа, впрочем, само некои општо прифатени стереотипи и митови за тоа дали постои јазик кој што е научен, не научен, јазик кој што е погоден за пишување на проза или поезија, или на вистина вие во областа на лингвистиката што се занимавате од блиску со јазикот, мислите дека такво нешто, прагматиката практично се определува низ употребата на јазикот и дека не постои конституција внатрешна на јазикот која што е? Не, тоа што за германскиот велат дека е јазик технички, затоа што голем број на технички поеми, Германија како е поразвиена, технички технолошки поразвиена земја, ги наметнала ја наметнала употребата на определени технички поеми, па и филозофски поеми над другите јазици, но тоа не може да се рече дека е технички јазик. А ова дека македонскиот јазик е лиричен јазик, мислам дека е тоа едно импресионистичко видување на нашиот јазик. Македонскиот јазик има други специфики и е затоа многу интересен за проучување од страна на лингвистите, особено на балканистите, од нашиот јазик по своето потекло, генеалошко потекло, тој е словенски јазик, но по својата граматичка структура велиме дека се наоѓа во така наречениот Балкански јазичен сојуз, во кој што влегуваат македонскиот, бугарскиот, тие два словенски јазика, делови од јужните српски говори, потоа албанскиот, ароманскиот, влашкиот, грчкиот и турскиот. И за нас за славистите е особено интересно, вие тоа знаете, нели, дека нашиот и бугарскиот, благодарение на тоа опкружување и наоѓање во тој Балкански јазичен сојуз, всушност нема падежи. Но за сметка на тоа има многу разгранет глаголски систем, односно систем на глаголски времиња, кое што е пак влијание од јазиците што го опкружуваат. И во тоа, во тој изглед на нашиот јазик, не делувале само овие јазици странично, кои што ги набројав, туку исто така веројатно извршиле влијание и јазиците кои што се зборувале овде пред доаѓањето на словените. Значи, тие ги викаме ние во лингвистиката супстретни јазици, за кои што многу малку знаеме какви биле и што биле, но се знае дека биле аналитички јазици, вака како што е денеска македонскиот, дека тоа значи дека немале падежни
падежни форми. И за нив е тоа особено интересно и што е спецификата на македонскиот јазик во оваа смисла, тоа што за нашиот јазик се вели дека е најбалкански од сите балкански јазици кои што се наоѓаат во тој сојуз, затоа што во него има рефлекси и тука на ова парче земја, особено на југозападот од Македонија, околу Охрид и Корча, од тука практично се шират сите тие балкански глоси кои што во најжива употреба се на наше тло, а некои не стасуваат, да речеме, до Бугарија. Во оваа смисла е, да речеме, употребата на сум и има конструкциите, кои што бугарскиот јазик ги нема. Во интерес на времето, за крај мала помош ќе ми треба од вас, како да ве најавам, како да ве одјавам, професор доктор или професорка докторка, што е со употребата на феминативите во македонскиот јазик, треба ли тоа да биде обврска како што е во многу западни европски држави или едноставно сметате дека нема потреба да се толку инсистира на употребата на женските родови во професор, доктор, например, нешто што е звање каде што според мене и не треба толку родот да се акцентира, затоа што професијата е таа, без разлика дали сте маж или жена, обавувате таа професија. Тоа е навистина старо прашање, кое што еве сега во последно време многу се актуализира, па дали да биде председателка или да биде председател. Србите знам дека донесоа некој закон, преку нивниот, па не знам дали е закон или комисијата за стандартизација на српскиот јазик, таму донесе некакви заклучоци во кои што препорача дека во вакви случаи треба да се употребува во обичен разговор може да се употребува, но кога стои како номинација на функција, треба да стои во машки род, а инаку да се употребува професорка, докторка и така натаму. Мислам дека е ова прашање за дискусија. Јас лично немам проблем да биде дури во номинацијата, ако се работи за женско лице, да се најави родот пред подписот. Вам тоа ви е многу значајно или едноставно нема да го замерите доколку и не се случи? Лично како го чувствувате тоа? Еве велам дека немам проблем со тоа, затоа што има луѓе кои што инсистираат дека треба да биде машки род, исклучиво да биде номинацијата во машки род. Ние ги немаме феминативите во таа мера развиено, затоа што нашето општество, па воопшто и светското општество, светот воопшто, почива на некакви патриархални принципи и голем дел од тие занимања со кои што денеска се занимаваат и жените, ги немало во минатото и од тука ги немаме ни во јазикот. Знаете, се вели дека штом немаш во надворешно јазичната действителност некако нешто не постои, затоа немаш ни поим. Како што немаме за еден голем број екзотични животни, да кажеме, кои што ги немаме тука на теренот, а за од друга страна пак, еве знаеме преку книги, знаеме дека ескимите имаат не знам колку називи за снег. Кај нас е само еден. Така што сега конкретно во случајот за председателка, досега ја немавме таа можност, нели, за председател на држава, зошто да немаме да го воведеме и во номинацијата председателката на државата.
И јас сум за тоа, професор Кејве, да дадеме еден заклучок на овој разговор, на оваа дискусија. Сметам дека правниот фундаментализам и самите прописи не можат да го постигнат она што општествениот договор и меѓучовечката комуникација, меѓучовечкото разбирање, како што ние ги имаме тоа природно вградено, просто да се договараме, не може да ги постигнат, просто не може некој законодавец да седне и да не пропише како ќе разговараме, како ќе се однесуваме. Има некои работи кои што се прашање на интуиција, еве да го цитирам Бергсон. Со тоа ќе завршиме повторно, ќе кажам во интерес на времето. Ви благодарам што денеска пренесовте на вистина многу значајни информации, знаења со нашите гледачи. Јас од денешниот разговор на вистина многу научив, а и сватив дека уште многу имам да учам, така што еве ќе искористам оваа прилика да ви најавам дека и во некоја од следните емисии повторно ќе ве поканам за гостинка на некои нови актуелни теми. И јас вам ви благодарам за поканата, а инаку учиме дур сме живи, така што ни јас не сум ја собрала сета светска мудрост, така што но треба да работиме, постојано да работиме. Да имаме волја да учиме. Да. Ви благодарам уште еднаш. Јазикот е една од најзначајните компоненти на битието, има еквиваленција со мислата, структурата на јазикот е еднаква со структурата на познавање на светот и секако многу е значајно да се говори за суштината на јазикот. Во рамките на психолингвистика постојат грешки во јазикот и секако кога дискутираме за тоа дали постои правилна употреба на јазикот и дали постои некој јазик кој што може да биде погрешен јазик, тука имаме теории кои што се и од доменот на социолингвистиката и секако кога говориме за социолингвистиката треба да се потенцира дека колку и јазикот да има природно потекло и во самата природа да представува една динамична структура и на настанување и на промена, сепак представува и општествен консензус, односно треба да пренесе некоја порака и треба општеството да го разбере јазикот се со цел да може полесно да комуницира, па оттука секако и постои нешто што се нарекува грешка во говорот и грешка во општата употреба на јазикот. Затоа е многу важно да го научиме јазикот кој што го говориме и особено мајчиниот јазик правилно, на правилен начин и правилната употреба на мајчиниот јазик ќе ни отвори многу широки погледи на светот и не само светогледи, туку и ќе ни помогне многу полесно да се разбираме и комуницираме со луѓето, меѓутоа и да учиме и втори, трет јазик понатаму кој што секако ќе биде во корелација и кореспонденција со мајчиниот, односно со првиот јазик. Вие го проследивте нашиот денешен разговор со професор доктор Елка Јачева Улчар, а ние се гледаме веќе следната недела на некои нови и за вас интересни теми. До тогаш, убави поздрави!